Мрачен подсетник за опасностите од патувањето на мигрантите преку Ла-Манш. 5 лица загинаа, вклучително едно мало дете, кога преоптоварен гумен чамец што превезуваше мигранти, неодамна најде на тешкотии кај францускиот брег. Француските власти соопштија дека имало 112 лица. Et malgré cette situation complexe et délicate, И покрај оваа сложена деликатна ситуација, 57 лица останаа во гумени чамци. Не сакајќи да бидат спасени, успеа да го рестартираат моторот, решија да го продолжат својот поморски пат кон Британија. Толку е голема подготвеноста на мигрантите да стигнат до Велика Британија. Над 6300 луѓе патувале со мали чамци досега годинава. Трагедијата се случи само неколку часа откако британските пратеници го усвоија законот со кој треба да се испратат во Руанда сите баратели на азил кои пристигнуваат преку Ла-Манш. Мигрантите би биле процесирани во Руанда и немаат право да се вратат во Велика Британија, дури и оние кои им е доделен статус на бегалци. Законодавството ефективно им наредува на судовите да ги игнорираат постојаните британски закони или меѓународните договори кои би можеле да ги блокираат депортациите. Се уште е нејасно дали дополнителните правни предизвици би можеле да ги одложат летовите. Британскиот премиер Риши Сунак рече дека изгледите да бидат испратени илјадници километри подалеку во Руанда ќе ги одврати мигрантите од патувањето до Велика Британија. Првиот лет ќе тргне за 10 до 12 недели. Сега се разбира тоа е подоцна од колку што сакавме. Но од секогаш бевме јасни дека за процесуирањето ќе биде потребно време. Владата тврди дека мерката е етичка, бидејќи има за цел да стави крај на опасните патувања кои ги спроведуваат шверцери на луѓе, но Обединетите нации ја повикаа Велика Британија да го преиспита законодавството. By shifting the responsibility for refugees, со префрлање на одговорноста за бегалците, намалувањето на можноста на судовите во Обединетото кралство да ги испитуваат одлуките за отстранување, ограничувајќи го пристапот до правни лекови во Обединетото кралство и ограничувајќи го опсегот на домашна и меѓународна заштита на човековите права за одредена група луѓе. Оваа нова легислатива сериозно го попречува владењето на правото во Обединетото кралство и поставува опасен преседан на глобално ниво. Според договорот, Велика Британија ќе ја плаќа на Руанда најмалку 458 милиони долари во текот на 5 години, со дополнителни плаќања во вредност од $10,000 долари за секој мигрант испратен во земјата. Опозицијата ова го нарече скап трик што нема да успее. Донесувањето на законот по долгогодишно одложување е политичка победа за премиерот Риши Сунак. Дали законот ќе ги одвраќа мигрантите од смртоносните патувања преку Ла-Манш, останува да се види.